Еве назад во живо од Студио 1. Во ова студио поминале најразлични теми кои што верувам дека не сите знаат да ги третираат, односно немаат навика да ги третираат. Ние денеска во овој термин од 17 часот ќе зборуваме за вистината. Зошто вистината? Затоа што темата е виното. Со нас е господинот Звонко Херце, кој што е вински експерт. Добре дојдовте во ова студио. Добро ве најдов. Да, поводот зошто сте овде е затоа што стартува првата специјализирана школа за винска едукација во нашата земја. Каква е таа школа за винска едукација? Па, како што рековте, почнува винската школа тука кај нас. За прв пат ја бе додал од страна на македонски провайдер, кој е овластен од страна на WCT, англиската школа тука кај нас. Тоа е школа каде што посетителите се едуцираат за вината, квалитетот на вината, потеклото на вината, така поопсежна и покомплексна тема која опфаќа еден сегмент кој го викаме ние винска култура. Значи во таа насока и наменета за и професионалци, и вински ентузијасти и така. Не е школа за енолози. Тоа Не е школа за енолози, меѓутоа може и енолози да дојдат, бидејќи опфаќаме вина во таа школа која се од светски региони кои немаме баш прилика тука да ги пробаме, така да е добро и за енолозите тоа. Господине Херцека, споменавме малку и подолу во разговорот, поопсежно ќе фатиме, вие сте околу 20 години се бавите со оваа професија, но во однос на отворањето на специјалната школа за вина, од каде всушност потекна главната иницијатива, односно идејата? Па добро, идејата е малку потешко да ја лоцираме од каде. Она што сигурно може да кажеме дека е резултат на развојот на винскиот регион кај нас. Именно најде ќе пробам да симплифицирам. Последните 5 години произведуваме многу убави вина, квалитетни вина, кои на светските вински надпревари добиваат високи награди, сребрени, златни медали, платинести, најдобри во регион и така натаму. Оно што недостасува, тоа е добро, тоа е позитивното. Значи, знаеме да произведеме веќе, имаме технологија да произведеме квалитетни вина. Оно што недостасува е, кога ќе се вратат тие вина назад, имаме, ние тука ги викаме во вински едукатор како неинволвирани конзументи, кои не може да го препознаат тој квалитет. И токму од таа насока, за да може таа винска индустрија, односно вински регион, да просперира, мора да се пратат тие две работи една со друга. Значи на некој начин нужно тоа е околу, беше. да, нужно, тоа е околу идејата, околу иницијатор. Обично е тоа секогаш некоја компанија, организација која е многу инфлуентна, силна, која на крајот од денот може да спроведе високо квалитетни обуки и да во континуитет, значи да имаме еден континуитет. Може би предпоставувате веќе тоа е винарската визба Тиквеш кај нас, значи иницијативата од тамо потекна и они оформија ова, франшизата е на Тиквеш и они го оформија ова тело вински едукатор кој ќе обработи повеќе сегменти, нема да биде само школа Wine and Spirits Education Trust, него ќе има и други специјализирани школи, дел од гастрономија, туризам и така натаму. Ако Македонија е оаза на винари и ние навистина имаме многу винари кои што добиваат признанија во Европа и во светот, зошто баш сега? Долг ли е тој процес да се добие таков еден сертификат за винска школа или? Па, во принцип не е долг процесот. Значи не стануваше во преговорите со англичаните, не стануваше збор околу дали да се отвори или не, него ситуацијата созреа кај нас да имаше потреба од таква школа. Иако сме ние овде на раскрсница на движењата на винската култура од зад Кавказието наваму па низ Европа до Франција и подалеку, сепак имавме традиционален начин на производство на вина и повеќе беше на наливно вино фокусот на производство кај нас за време на бивша Југославија и така натаму. Сега е веќе нешто друго, значи одиме во премиум сегмент и тој премиум сегмент налага значи едуцирање на самиот пазар, како и едуцирање на други сегменти кои се тесно поврзани со вината, тока е гастрономијата, туризмот, значи тоа е доста развиено надвор. Како да ви кажам, и од
делот на луѓе кои се неинволвирани во тие вина, неинволвирани конзументи, кај нив исто од општа култура треба да имаат познание за вина. На една деловна вечера вие не разговарате за бизнис, нели? Секогаш ќе има некоја друга тема. Виното е таа тема каде што покажувате почит и познавање на партнерот од каде што доаѓа или идниот партнер и така натаму. Ке се прават споредби со странските вина и овие што ги имаме овде, така? Апсолутно, тоа не тера да одиме напред. Колку е значајно, еве малку повеќе да им доближиме и на гледачите, бидејќи споменавме програмата и лиценцата се од престижната и докажаната лондонска школа всушност. Колку е значајно дека токму ја имаме оваа лиценца се добива од лондонската школа? Што тоа значи во овој вински свет, ајде така да го наречем? Вака, значи прво школата како школа е да кажеме најпозната во свет. Так. Нивните сертификати меѓународно признати, носителите на сертификатите веднаш се препознаваат во смисол дали во индустрија, при вработување и така натаму, така да тоа е нешто што веќе 50 години трае во Англија, конкретно за оваа школа Wine and Spirits Education Trust. Во однос кај нас, значи прилагодувањето, англичаните се прилично прецизни и детални и они сакат све да предвидат, да нема изненадувања и од наша страна требаше месец-два да ние ги усогласиме нашите принципи на работење спрема нивните, за да може да го постигнеме истиот квалитет, дали учите во Лондон, во Фиренца, во Скопје или не знам Загреб и понатамо. Има 70 мислам провайдери низ светот. Овакво да биде потполно да бидат запазени стандардите. Да, значи фактички може да се заклучи дека сега всушност со стартувањето на оваа нова школа нема да има некоја голема разлика во однос на обуките, да речеме некој што сака тука во Скопје да ја посетува, да не мора да оди да го прави тоа како што споменавте Лондон, Париз, Фиренца. Апсолутно, и да си ги намали трошоците при тоа, за бидејќи ја немав таа среќа, па морав да одам Фиренца, Бордо, Лондон и така натаму да ги завршам тие фази. Сега е навистина поедноставно и не гледам причина да имаме кандидати. Иначе, меѓутоа не гледам причина да тоа не продолжи во континуитет и така полека да развиваме таа винска сцена кај нас. Бидејќи споменавте дека бевте во Бордо, во Лондон, во Фиренца да ги учите нели овие работи, всушност вие сте професионален сомелие. Па видите, кај мене малце не е дефинирана сомелиерската позиција, бидејќи реално немаме сомелиери кои работат на терен во угостителството. А во оваа индустрија што значи да се биде сомелие? Во оваа индустрија ја претполагам да е сомелие дел од угостителството, значи професија која доаѓа, значи тој човек треба да работи во угостителство за да може да биде наречен сомелие. И тој тренинг е малку поразличен. Не дека WSET не го опфаќа и тоа се во првите две нивоа, се опфаќа и третото ниво на кај нас, нели, вински едукатор. Меѓутоа, веќе во четвртото ниво кај вински едукатор се оди повеќе на бизнис, на маркетинг, на дел како работат надвор другите компании кои се бават со тоа, а сомелиерството поди во сосема друга насока, каде што они веќе секојдневно се сретнуваат и помнати винари и вина кои ги презентираат, така натаму. Повеќе е фокусот на тоа и поголем е фокусот на евалуирање органолептички на самите вина, значи препознавање и така натаму. Овој дел, значи што го опфаќа вински едукатор, може да генерира сомелиери, меѓутоа кај нас треба да се знае дека сомелиерот е една менаџерска позиција во угостителството. Тоа не е дегустатор кој што оди по вино. Он знае да дегустира, он треба да препознае и погрешно вино и да го препознае виното и да збори за него, меѓутоа повеќе кои вина ќе се набават, какви вина, доколку дојде клиентела да појасни, одржува обуки во самиот ресторан и така. Да не редам, има доста комплексна улога во ресторанот и тоа е голема придобивка и за самиот ресторан, така да ова е воедно и повик за рестораните да отворат таква позиција да ангажираат, да. Он е всушност, и се извинувам, он е всушност мост помеѓу винопроизводителите и конзументите. Значи, он треба да го долови и да раскаже тие најпрекрасни приказни што обично ги пратат. Да, но тука се наметнува прашањето колку всушност може би тешко и напорно овој дел, бидејќи
реално во јавноста се добива впечаток, си дегустира вина и тоа Тоа реков како професија што прави генерално. Да, како професија така изгледа дека по цел ден си пијат убави винца и си коментира со гостите. Добро, тоа е добриот дел, а обврските се многу поголеми, значи од типот на одржување на вина, од типот на правилен сервис, па да не повторувам обуки кои ги прави према персоналот и така натаму. Значи впарување на храна и вино, тоа е еден прилично комплексен дел каде што и доста субјективен, значи тука нема правило, тоа е основното правило. Може би нема правило впарување. Вкусови се, меѓутоа сепак да се запазат некои принципи на впарување на тие вкусови, бидејќи храната генерално влијае на вкусот на вината и лошиот избор на впарување храна и вино нема толку да ја расипе храната колку ќе го расипе вкусот на виното. Да продискутираме дополнително околу школата. Еве и можеби некој ќе биде заинтересиран. До сега споминавте дека чинам се имаат пријавено, но еве каков ќе биде процесот на функционирање? Како ќе може да се пријавуваат сите нели заинтересирани кандидати за едукација? Всушност дали има некаква посебна класификација за кого се ќе бидат наменети овие обуки? Добро, неколку прашања. Значи, обуките генерално се наменети за сите кои се полнолетни, бидејќи стануваат збор за алкохол. Две групи се... Сомелија не се станува од малолетен. Да, не може да се стане. Па и љубовта кон виното малку се доаѓа во некоја после третата декада, така од прилика се движат работите. Значи, едноставно е пријавувањето, имаме интернет страна wineeducator.eu или .mk, се едно. Тамо има апликацијска форма која се пополнува и појаснето е во типот во моментот нудиме два типа на обуки, ниво прво и ниво второ. Појаснето е детално што опфаќа првото ниво, што опфаќа второто, тајминзи, сатници, како ќе се спроведува и така натаму. Она што вака генерално можам да кажам, значи предавањата се на англиски јазик. Тоа е од едноставно, меѓутоа не е потребно се англиски тука нема да имаме тестирање по англиски, но колку да може конверзацијата се разбере, а од страна на специфичната терминологија, таа ќе појаснуваме нели на македонски јазик. Целта е значи тие што кандидатите што ќе поминат таа школа да може да се служат надвор со тие термини во комуникација со останати компании, винопроизводители, продавачи и така натаму на вина и тоа. Прво ниво е еднодневна обука, која е завршена крај со тестирање. Тестовите одат за Англија, ние овде не оценуваме, само контролираме да нема препишување, што би се рекло. И второто ниво е тродневен курс, истата постапка од Англија после оценувањето враќаат назад, кој поминал добива меѓународен сертификат, значка за одредено ниво на овако, тоа е некој знак на препознавање помеѓу студентите. И тоа е тоа. Пазарот отворен, работа може да се нуди, да се бара и така натаму. Кај нас има потреба, има потреба за такви кадри и мислам дека нема да биде никаков проблем дали тие луѓе ќе отидат во угостителство, дали ќе отидат во туризам вински, во компанија, во винарница, некоја и така натаму. Значи, внимавајте, зборуваме за школа од која што од вас може да произведе човек кој што се разбира во оваа индустрија и секако тоа да направи пари. Така. Од каде све имате експерти кои што ќе го дадат своето знаење? Освен вас, нели? Вие сте директно вклучени. Значи, курсевите ќе ги започне колега мој од Загреб, кој води исто вакво школа веќе повеќе години, мислам десетина. Он е иначе и доктор на науки, и вински академик, завршено исто тип WSET. Еден извореден човек и педагог, ја би рекол, значи има со фин пристап према студентите да им се појасни тоа е многу важно. Да, сигурно. Тоа е важно и затоа одиме во почеток, значи со него, бидејќи јас немам искуство во предавање од ваков калибар. Така да ќе отпочнеме со него, па после ќе прошируваме вакво предавањата и нивоата, ќе одиме со трето ниво, четврто ниво и така натаму. Нас не интересира и нешто друго.
бидејќи ве имаме како гостин во студиото, па малку да искористиме приликата. Не секој дневен лик и карактер. Кога кај вас и како всушност започна приказната со љубовта кон виното, за да стигнете до тука со многу квалификации и секако достигнувања во оваа сфера. Јас искрено не можев ни да ги дочитам вашите, сега да не звучи нескромно, меѓутоа така е. Сите оние достигнувања и со до сега сите школи што сте ги поминале. Обично почнуваат со тоа, татко ми имаше лозје, одев покрај него и така натаму. Меѓутоа, имаше лозја, ама не радо одев, затоа што требаше да работам и да чупкам трава таму и така натаму. И тоа не е баш нешто што може да развие љубов. Значи, како што реков, ја претходно се бавев со продажба на вина и жестоки пијалаци и по еден момент со сопругата решивме да одиме на некоја годишнина од брак до Тоскана. Сурфајки што да се посети, го примети во ова училиште. Уште малку одидов да видам кој е, што е, како е, реков, ова ќе ми биде добра надопуна на она што веќе го работам. И фактички тука се роди вистинската љубов. Значи, преку, ајде да кажеме, преку во Тоскана, така е. После таа обука направивме еден голем джир тамо, 10 дена ги проведовме сите DOCG, тие премиум вински субрегиони мали. И од тука више понатаму, значи, почна да се листа тоа, кои се све региони. И покрај, не само на обуки, значи, не одиме на летување, ние, не знам, во Бургундија, Шампањ или нешто така. Има ли некој регион во однос на вината на производството што ви е онака во срце влезен, што најмногу го преферирате? Иако може би е неблагодарно сега да се споредува, меѓутоа така што ви има најмногу оставено впечаток и радо му се враќате назад. Ја би се вратил радо, ама многу ги има, па не можам све да поминам. Ама ја некако ги споредувам со нашиве манастири, како да ви кажам. Сите манастири се на некои прекрасни места. И затоа и сакав да посетам одредени микролокации, одредени лозја, баш да видам од каде доаѓа тоа типично вино. Не би можел сега нешто посебно секој. Например, италијански, пошто спомнаме Тоскана, она е прекрасна и сама по себе. Значи, тамо е повеќе лозјата се убави затоа што е Тоскана убава овако. Ричиња, мали селца, црквички, такви работи, мали кантини, односно винарници каде се дегустира, и нивната храна е тука, и темперамент, се тоа су. Исто можем и за Шпанија да кажем, Риоха, Навара, тамо е исто друг тип, прекрасни пейзажи, убави вина. Не знам, стварно не би можел да кажем, ова е Гран Канари, Ланзарот, тоа е малце по да кажеме, по типично, пошто е вулканска почва, па се некако заштитени со зичиња, па кога ќе погледне тоа лозија изгледа неспецифично на оние нели шпалер наредени или слободно пуштени како грмушки, него е така како бункерисани, ајде да кажеме, со некои зичиња, црна почва и тука по еден чокот, тука еден таму и така натаму. Ајде ако знаеме за Европа, еве дека Португалија, Франција, Италија се местата каде што има убави вина. Надвор од Европа, во светот, која држава има квалитетно вино кое што... За вино можам да зборам, бидејќи сум пробал, али вака за посета не сум бил уште овакво надвор од Европа. Во винскиот свет, која држава важи? Винскиот свет, Австралија е прилично развиена и има доста добри квалитетни вина. Поготово, например, за нејзе е карактеристичен ширазот, односно на француски сира, се вика таа сорта, па да не кажам дека дури го зема приматот, дека повеќе го препознаваат као австралиско вино, отколку француско. Нов Зеланд исто го зема од французиве приматот на Севиньон Бланк, така да тоа е исто едни вина кои доаѓаат и со кои се идентификува лозарството во Нов Зеланд, тука имаат и добар Пино Ноа. Не знам, од друга страна Чиле,
француска сорта повторно земена Карменере, Аргентина повторно земена од Франција. Сите некако искача дека земале по некоја сорта од Франција и која им е сорта идентификација за нивните вина. Така да во Аргентина тоа е Малбекот, во Чиле тоа, како што спомнав, Карменере и така. Чало, ќе дозволиш, имаме гледач на линија кој чека подолго време. Ние се извинуваме, но имаме и ние многу прашања за господинот Херцег. Доколку се слушаме, добар ден, повелате. Добар ден. Да, повелате. Вака сега, значи тоа што чекам едно вино од вас. Може, за 1 мај дојдете во дворот на 1 ТВ, ќе пиеме заедно вино. Вака сега, 3 прашања за гостинот. Дали имате време за 3, ама? Повелете, ајде. Кратки прашања се. Првото прашање ми е зошто во Македонија не се винариите наши не произведуваат, да кажеме, конјак, вињак, виски. Второто прашање ми е тоа што сме слушале, дека за време на еден оброк не оди ракија со вино и дали би можело да се консумира црвено и бело вино во текот на еден оброк. И третото прашање пред се е сугестија. Се е ова убаво што имаме вакво школо, академија како го викате, но голем минус за вас е тоа што мора да биде на англиски јазик. Бидете сигурни дека има луѓе кои не го знаат јазикот англиски и не може да го пратат тоа предавање. Во ред, во интерес на времето ви благодариме за вашите прашања, а мислам дека господинот Херцег објасни во овој дел дека нема се да биде на англиски јазик, туку оние основни познавања колку за разбирање, а сите поспецифични секако форми ќе се објаснуваат и на македонски. Така е, и би додал, значи, во склоп на вински едукатор, реков дека ќе има и други обуки кои ќе се спроведуваат на македонски јазик, така да ќе имаме и нешто што е наш програм, да кажеме, или нешто што ќе биде интернационален програм, каде што нема да мораме на англиски. Ова сега го налага школо англиско да е така, доколку се развие, бидејќи еве во Хрватска првиот степен и во Словенија е на домашен јазик, на хрватски и словенски, меѓутоа треба да дојде во оваа фаза, мораме да одиме со англискиот јазик. Што се однесува до винарниците, конјак и виски и такви работи што се спомнати, и тука има некој напредок. Конкретно, јас не знам дали можам да именувам или не, има винари, значи, кои веќе произведуваат бренди, би рекол, конјак е, значи, ако доаѓа од местото конјак од Франција, кои допрва ќе се појават на пазар. Малку е по мене од она што јас го знам, малку е комплицирана регистрацијата околу тие дестилерии и тоа е нешто што би требало да се регулира за да биде малку поедноставно, бидејќи имаме навистина квалитетна суровина од која може да се прават квалитетни јаки алкохолни пијалаци. Односно третото прашање. Второто беше дали се меша белото и црвено. Бело и црвено вино може да мешате колку сакате и при тоа да се засладите на крај со десертно вино, а да почнете со пенливо вино и така натаму. Околу редоследот кај нас традиционално е обратно, почнуваме со ракија, па нели вино и така натаму. Она што е интернационално се почна со некој свежо вино или пенливо вино со повисоки киселини како аперитив, а се завршува со јаки алкохолни пијалаци, дали е бренди, дали е грапа, ракија некоја или така натаму. Видете, ние не можеме да влијаеме сега на нашата традиција, како се храниме и така натаму. И ја не сум некој поборник чврсти, па мора дека тоа така да биде како што е во Франција или не знам ти како. Меѓутоа, да застанеме после првата ракија, да не биде сега 10 ракии и више никој не допрел до чаша вина. Тоа е веќе нема резон. Не, за тоа зборуваме за винската култура, нели како тоа треба да биде. Само за крај. Да, за крај, Чало. Секогаш сум се прашувал, тоа е, знам дека е и полемика меѓу другите. Дали се долева вино на недопиена чаша? Или чашата се пие, па се става нова чаша? Кај белите вина може да се допуни од проста причина ако
се загрева во чашата, а белото вино ради киселините што ги има повисоки е поубаво да е на пониска температура. Така да ако и ви долее некој бело вино, нема да го одбиете затоа што ќе ви го освежи самото вино, односно температура, ќе имате подобар. А кај црвеното? Кај црвеното пошто розе е исто на пониска температура, а кај црвеното вино генерално, ако е помладо вино е негде околу 14-15 степени треба да се служи, ако е покомплексно, постаро вино и така натаму, тогаш е веќе некоја температура околу 18 степени, значи не повеќе, не е тоа на собна температура од 24 што ни е по дома, него или 22 како кој, него тоа останало собна температура од времето на среден век, кога имало замоци, кога било студено внатре, мислам студено, со по 18 степена. И не се меша? Непрепорачливо, принципот е. Да, нема непрепорачливо, да, така се губи малце контрола. А нас не е исто важно да имаме одговорно конзумирање во секој случај, бидејќи тоа го обработуваш како една тема. Да, нагласиме и во тој однос. Супер, да, господине Херцег, ви благодариме за одвоеното време и секако за гостување. Интересна ни беше темата, мора да признаеме. И да, редно е да се одјавиме. Јас и колегата Чаловски ви велиме пријатно, но со нас се гледате повторно петок. Секако останете со нашата програма. Следува забавниот дел.